15-тото коло од Бизнис лигата на Македонија, во кое беа одиграни 9 надпревари, го отвори екипите на Елем и Раде Кончар. На овој меч, до брзо водство од 2:0, дојде екипата на Раде Кончар и тоа уште во четвртата минута. Веднаш потоа Елем ја промени тактиката во нападот и тргна поофанзивно, играјќи пресинг со желба за резултатски приклучок. Тоа им појде од рака пред самиот крај на полувремето, кога успеа да го свртат резултатот во своја полза и да заменат на полувреме со предност од 6:4. Во вториот дел беше видлив падот на концентрацијата кај Раде Кончар, па екипата на Елем тоа го искористи за да на крајот слави со убедливи 10:5. Стрелци на головите за Елем беа Димче Димитриевски, Владко Петровски, Синиша Ковачевиќ и Антонио Ничевски. Кај Раде Кончар погодија Маријан Баждаров, Сашо Василовски и Јане Талевски. Со оглед на тоа дека се една од подобрите екипи во лигата, бевме добри, се држиме, повеќе одбрана, малце напад, ќе биде сега тоа. Дали за следните надпревари планирате некои промени во играчкиот кадар? Да, ќе подобриме реализација и се надеваме дека ќе биде подобро. Екипата на Евана со интензивно темпо на игра успеа да ја совлада екипата на ЈСП. Исклучително неизвестно прво полувреме одигра ЈСП и Евана и на двете страни се играше брз фудбал. Екипата на Евана во финишот на полувремето обезбеди минимална предност од 4:3. Во вториот дел Евана имаше одлична реализација и го искористи играчот плюс, со што успеа резултатски да се одлепи. ЈСП во своите редови внесе голман играч со цел да го намали водството на Евана, која сепак успеа да се одбрани и да го добие овој надпревар со 6:3. Стрелци на головите за ЈСП беа Дејан Блажевски, Томи Петковски и Далибор Миленковски. Кај Евана прецизни беа Ајат Новобрдарија, Александар Димовски и Бојан Маđовски. Екипата на Трансмет уште на самиот старт влезе мощно мотивирано и офанзивно во нападот, најмногу благодарение на нивните фанови кои во голем број дојдоа да ги поддржат на овој меч. Евролинк не се снајде баш најдобро и на самиот старт имаше многу грешки, пред се во одбраната, пошто Трансмет на полувремето успеа доди со убедливи 4:1. Во вториот дел екипата на Трансмет од минута во минута го зголемуваше водството, па ја принуди екипата на Евролинк да внесе во своите редови голман играч, што вроди со плод. Со ваквата игра, Евролинк успеа целосно да се врати во надпреварот, но времето беше сојузник на Трансмет, кој го доби овој надпревар со минимални 6:5. Стрелци на головите за Трансмет беа Илче Ѓоргиевски, Енис Исаки и Бобан Велјановски. За Евролинк погодија Јовче Зузаровски и Ивица Стевковски. Екипата на Уника, уште на самиот старт во дуелот со OneWeb, заигра офанзивно со целосен акцент на нападот, во кој предводник беше Каштањева. Тој имаше своја вечер и со безпрекорна реализација успеа да ја доведе Уника до убедливо водство. Екипата на OneWeb не се снајде најдобро со ваквата игра на Уника, па на полувремето отиде со негатив од 4:0. Во вториот дел, екипата на Уника продолжи во ист ритм и од минута во минута го зголемуваше своето водство, за да на крајот слави со високи 10:1. Стрелец на погодокот за OneWeb беше Ненад Богдановиќ, додека за Уника погодија Шабан Чупи, Љулзим Каштањева, Владко Деспотовски и Бенјамин Гринца.
Со исклучително квалитетен фудбал, екипите на Систина и Лукойл го започнаа меѓусебниот надпревар. Во текот на целото прво полувреме се играше динамичен фудбал, во кој и двете екипи играа гол за гол. Лукойл успеа првиот дел да го добие со 1 гол разлика од 4:3. Во второто полувреме, екипата на Систина не само што успеа да израмни, туку со одлична игра дојде и до водство во самиот финиш. Сепак, во тие клучни моменти, Лукойл се покажа како поконцентрирана екипа и со стабилна и сигурна игра успеа да извојува минимална победа од 7:6. Стрелци на головите за Систина беа Ѓорѓи Иванов, Горан Манов, Кристијан Дамковски и Далибор Дамјановиќ. За Лукойл погодија Мартин Ладјозовски, Станој Коцев и Дејан Зиков. Градежното дерби помеѓу Фабрика Карпош и Гранит започна со интензивно темпо, кој на двете страни овозможи да се игра чист и отворен фудбал. Фабрика Карпош создаде предност на самиот старт. Одличната реализација на тимот на Фабрика Карпош му овозможи на полувремето да замине со предност од 4:1. Во вториот дел, екипата на Гранит имаше обид да се врати во надпреварот, но Фабрика Карпош, благодарение на одличниот чувар на мрежата Саше Мирчевски, тој успеа да постигне гол, го одби налетот и извојува победа од 7:2. Стрелци на головите за Фабрика Карпош беа Александар Божиков, Георги Божиков и Саше Мирчевски. За Гранит прецизни беа Стеван Митревски и Дарко Стојановски. Добро, малку не фатија неспремни, а контранападење добија, меѓутоа тоа е што е. Имаме активен резултат, односно активни сме на табелата уште за Final 8, така да ќе видиме што ќе биде понатаму. Денеска бевме посконцентрирани, подобра реализација, некако поише желба да имавме да ја добиеме Телеком. Лукойл не ни беше битно, ако извадиме подобрен резултат добро, ако не никому ништо, ова е директна борба за пласман на табела, така да сконцентрирано. Остваривме тоа што беше замислено пред надпревар и се гледа по резултатот. Екипата на ПКБСКО во дуелот со Македонски Телеком влезе со голман играч, кој уште на самиот старт успеваше да направи играч плюс во нападот, пошто се доаѓаше до изгледни шанси за гол. Во првиот дел, ПКБСКО со ваква игра успеа да стегне предност, која Македонски Телеком не успеа да анулира, па на полувремето се отиде со резултатот 3:1. Во вториот дел, екипата на ПКБСКО со истата поставеност од минута во минута го зголемуваше водството, играјќи цврсто во одбраната и организирано во нападот. Македонски Телеком се обиде да возврати со истата тактика голман играч, но тоа не вроди со плод, па го загуби овој надпревар со 7:3. Стрелци на головите за ПКБСКО беа Маријан Величковски, Бобан Вуиќ и Дарко Рунтев. За Македонски Телеком погодија Михајло Лазаревски и Ивица Велјановски. Екипите на Саво осигурување и Окта одиграа исклучително неизвестен надпревар во кој двете екипи беа максимално мотивирани. Во првото полувреме и на двете страни имаше голема пожртвуваност и желба за победа. Екипата на Саво осигурување беше подобро поставена во нападот, што беше и причина да дојде до водство од 3:2 на полувремето.
Окта во вториот дел ја смени стратегијата и на теренот се појави со формација голман играч како плюс човек во нападот. Оваа тактика вроди со плод и екипата на Окта не само што успеа да изравни, туку во самиот финиш преку Ѓорѓиевски дојде во водство од 5:4, кој на крајот им осигури и победа. Стрелци на головите за Саво осигурување беа Коста Глигуровски и Стефан Димитровски. За Окта погоди Александар Јовчевски, Никица Богдановски, Драганчо Ѓорѓиевски и Драганчо Стојанов. Минатиот надпревар не беше среќата на наша страна, дефинитивно. Противникот беше подобар, изгубивме заслужено, меѓутоа разликата е преголема. Пред тој надпревар изгубивме една разлика само, исто беше многу тесен надпревар, така да очекуваме сега да дојдеме до првата победа. Може би загубиле, меѓутоа загубивме и ние. Не само минатиот надпревар, немаме победа во цела пролетна полусезона. Се надеваме дека овој надпревар е нова можност за остварување на првите 3 бода оваа полусезона. Во последниот надпревар од 15-тото коло на бизнис лигата на Македонија, стилите ги одмерија екипите на Раде Кончар и Трансмет. Во првото полувреме и на двете страни се играше крајно изравнето, а Раде Кончар успеа да постави одлична игра со која го изненади Трансмет. На полувремето се отиде со изравнен резултат од 2:2. Во второто полувреме, Трансмет заигра во свој препознатлив стил и со перфектна реализација која ја предводеше Велјановски. Екипата на Трансмет го скрши отпорот на Раде Кончар и влезе во мирна завршница за сигурна победа од 6:3. Стрелци на головите за Раде Кончар беа Горан Наумовски и Јане Талевски. Кај Трансмет погодија Енес Исаки и Бобан Велјановски. Денеска ја совлавте екипата на Раде Кончар со 6:3, иако бевте големи фаворити, сепак не беше така лесно. Каде мислите, како го видовте овој меч и дали сметате дека можете подобро да одиграте? Па вака, покрај тоа што ги подцениве Раде Кончар, значи таа е меѓу послабите екипи, меѓутоа се достане на мачија за да ги победиме. Значи се стегнаме второ полувреме и успеавме да ги добиеме со 6:3. Екипа за ова коло е Окта. Тренер на колото е Ѓорѓи Велјаски од Лукойл, а голман на колото е Маријан Цветковски исто така од Лукойл. Ова коло се истакнаа следните поединци: Љузин Каштанева од Уника, Владко Петровски од Елем, Јовче Зузаровски од Евролинк, Александар Божиков од Фабрика Карпош и Маријан Величковски од ПКВСКО. All-round играчи кои погодуваа во клучни моменти, асистираа до своите соиграчи кога беше најпотребно и допринесоа за подигнување на моралот во екипата во ова коло беа Бобан Велјановски од Трансмет, Синиша Ковачевиќ од Елем, Мартин Аладјозовски од Лукойл, Александар Димовски од Евана, Коста Глигуровски од Саво осигурување, Ѓорѓи Иванов од Систина и Драганчо Ѓорѓиевски од Окта.